ствари се направи факс. Почитувани слушатели на Македонската радио програма 335Z од Мелбурн, набрана должина 92,3 FM мегахерци. Денес имаме, се надевам, мощно интересно интервју со професорот Паризи, кој е доктор по политички наука, исто така и аналитичар. Инаку, професоре, јас не така одамна ве запознав од социјалните мрежи, односно од телевизиите и вашите настапи. Мощно интересни беа вашите дебатни емисии и вашите ставови, што јас не сум имал така можност, например, со Билјали, со Зибери, со Алајдин Демири, па со Османи и Химет и некои други така истакнати личности во албанската заедница, или пак интелектуалци, така да кажам, интелектуалци. Не сум имал можност да слушнам вакви ставови во оние што вие ги истакнавте јавно во македонската јавност. Најнапред, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден и добро ве најдов. Така, нашето интервју ќе го започнеме со нормално најактуелна вест е атентатот, обидот за атентат на Доналд Трамп. Среќно го преживеа, само како мува да го касна, меѓутоа сепак тоа беше спрема мене еден голем настан кој во светот предизвика силни реакции. Кои се вашите видувања? Први да се објасниме за првото прашање, што односно вашето размислување во врска со другите политички аналитичари албанци кои даваат интервјуа цел живот. Значи, ние ги познаваме тие одамна и никогаш нивните анализи не излува во виделина, односно нивните анализи беа тесно поврзани со одредени политички партии. Најверојатно тоа го имат направено заради личен нивен интерес кои биле по нивните партиски списоци. И тоа нормално дека тие ќе говорат според идеите на нивните политички партии. Но кога политичката партија однапред е предвидена дека ќе оди во пропаст, како тие ги носе нивните политички партии во пропаст со нивните ставови, така што јас не сум поврзан со тие списоци, односно да бидам платен од други политички партии. Моите се ставови се многу реални и кореспондираат со реалноста што е во државата, а и во одредени моменти давам изјави, односно моите ставови се предвидени со нашата иднина, односно иднината на нашата држава Република Македонија. Во врска со последниот инцидент што се случи во САД, тоа покажува дека во глобала безбедноста е проблематична, односно секој може да биде нападнат од некого, така што се случи во САД. Може да замислите, значи, еден од претендентите за претседател на држава, односно бившиот претседател на држава Доналд Трамп беше нападнат, односно беше во ситуација да биде елиминиран и од животот, а и пред се и во борбата за избор на претседател на држава. Така што кога може да се случи на него, тоа може да се случи на било кој граѓанин. Тоа значи дека светот секој ден е поризичен и ние треба да се бориме сите заедно за еднеме безбедносни држави, односно да се бориме глобално против криминалот, корупцијата. Тоа е една од основата за да се развие, освен криминалот и корупцијата, туку и нивото на криминалот во смисла на безбедноста. Така што ние сите мислам дека треба да придонесеме и ние како мала држава мислам дека сме клучни во регионот за давање на таква поддршка. Така што мислам дека ова беше напад врз демократијата, бидејќи САД представува една од големите држави кои е локомотива во смисла на демократијата во светот. Да, кога станува збор за демократијата во Македонија, демократијата е мощна кревка. Пред да одам на другите, сепак нека биде уште едно ова воведно прашање.
мощна кревка е со закани, особено од командантот Али Ахмети, кој слезе од планините со Учака и влезе во собранието. Неговите изјави секогаш се базираат, односно, неговиот успех спрема мене се базираше врз силата на оружјето или пак федерализација на Македонија. Кој е вашиот став? Мислам дека неговите изјави се повеќе фолклорни отколку се вистински, бидејќи 22 години настапувањето на неговата власт немаше врска со федерализацијата на државата, односно тој имаше поврзано само со криминалот и корупцијата. Неговото семејство и тесните луѓе на него, односно и неговата фамилија, станале богати преку ноќ. Така што неговите изјави се само паушално изразени во јавноста, така што веќе тој политичар, мислам дека е во историјата на заминување, не треба да му даваме толку многу значење, бидејќи колку многу толку значење и неговите тези ги ставаме да бидат актуелни во државата. Во последно време јас мислам дека тој веќе нема ни тој капацитет. Лека полека неговите приврзаници, со членови, да не кажам клиентелисти, почна да се разделуваат од него. Ако го видовте во сабота неговиот собир, партиски собир што го имаше во Гостивар, можевме да видиме дека веќе салата не може да ја пополни, односно тие столови кои ги имаше предвидено за неговите членови да бидат присутни таму, тие ги немаше. Таму можеше генерално да ги видиш само тие ликови или фаци кои генерално 22 години беа во фотелите низ институциите на државата, кои институциите ги направи како да се приватен имот. Така што јас мислам дека како се состави новата влада, тоа не може енормно одеднаш сите приврзаници да побегнат, но имајќи предвид дека сите клиентелисти, јас мислам дека тој наратив ќе почне да падне, со дека да почне да се уништи како една кула од карти после локалните избори. Но факт е дека имаше на почетокот од 20-те години силна поддршка од албанската диаспора. Дали се уште тоа е така? Он реално не дека ги имаше поддршката од диаспората, туку ја имаше поддршката и од странските институции, односно на сојузниците кои реално се сојузници на Македонија, но ако го анализираме последните 2 години, јас мислам дека, а и после изборите, за прв пат во историјата, мислам дека странците, односно странските организации пред се Европска унија, НАТО и САД не стоја позади политиките на ДУИСО по секоја цена да биде дел од власта. Од кога тие се тргна во патот да го поддржат нив за да бидат дел од владата, денеска тие не се дел од влада, а реално и премиерот Христијан Мицковски беше одлучлив еднаш за секогаш хибридниот режим да оди во опозиција. Така што ние како граѓани треба да му бидеме заблагодарени на него пред се и на ВМРО-ДПМНЕ, а и на сите гласачи кои масовно гласа за против таквите политики. Диаспората, албанската диаспора, реално можда во почетокот, во првите 3-4 години беа во нивната страна. После тоа, мислам дека албанските опозиции профитира многу. Ако се сеќавате 2016 и Зоран Заев профитираше многу од таа албанска диаспора и мислам дека беше клучна за тој да тогаш да биде дел од власта, односно да стигне до толку пратеници кои ги имаше во 2016 година. После тоа, кога се тргна албанската диаспора, мислам дека ги губеше и тие гласови што ги имаше во неговото конто. Во иднини, јас мислам дека албанската диаспора треба да размислува малце повеќе во смисла на градење на институциите на демократски начин и мислам дека дуи веќе ја нема таа поддршка, односно има изгубена многу оддавна. Така тие, ако ги анализират во сите кога се случи изборите во поранешните циклуси, дуи не беше воопшто присутна во албанската диаспора. Но сепак
дуи го злоупотребува албанската диаспора кога тие ќе дојдат тука, односно преку нивните институции кои ги има под нивната канџа. Секој знаете ви од диаспора кога ќе дојде тука, ви треба еден пасош, ви треба еден лична карта, некој друг документ кој тие реално младите ниту па го знаат јазикот, а имат проблеми со ваѓање на документација, така што тие ќе ги употребуваат. Или некој ако сака да пука па во свадба, знаеш, тие обичаите што ги имавме, и можеш да пукаш за да социјал полицијата да не ти дојде дома. На такви ниски потези што тие ги имат, мислам дека ја имат злоупотреба на нашата диаспора. Но пред се, македонската, албанската, односно целата диаспора на Македонија, јас мислам дека веќе се онапредени во нивните визии, интелектуално се многу по-квалитетни, така што јас мислам дека во еднина нашата, односно и од сега, нашата диаспора почна да размисля многу по-едноставно, за да имаме една појака држава, тоа значи појаки институции, подобра економија, подобра социјална политика, подобар квалитет за живење за сите кои живеат во нашата држава, без разлика на нацијата. Вие сметате дека ќе се куртулиме ние македонците како македонски народ од тие закани дека ќе се подери, ќе се федерализира, па ако не влезиме во собрание, ќе влезиме во Европска унија. Секогаш македонскиот народ како мнозински народ во државата и единствена држава што имаме ние, секогаш сме под силни притисоци политички. Тука сакам да ја направите дистинкцијата помеѓу албанците кои живеат во Република Македонија и политичарите кои ги трујат со такви закани, со национални закани, со отцепување, приклучување кон Косово, приклучување кон Албанија и така натаму. Вие, бидејќи вие живеете во Република Македонија, мислам дека сте и од Радуша, чини. Да. Да, јас имам поттекло таму, живеам во Скопје, нормално дека некогаш си одам и таму на викендот, но има една многу огромна разлика помеѓу политичарите и обичниот народ. Обичниот народ е многу космополит генерално. Сега да не кажам дека се 100%, бидејќи 100% не можеме ние во некоја држава да има такви луѓе, но генерално нашите луѓе се многу напредни, одамна се во диаспората и идам од мојот крај, но генерално мислам дека и патриот и Балкан бизнисмен, јас мислам дека не може да одат во иста линија, така што тие 22 години, еден период, мислам дека до 2014-15, сега си кажуваат, ај ќе се распадне државата, знаеш, ние да крадеме што можеме да крадеме, така беше наративот кај нив кај народот. После 2016 па после некоја друга политика, општество за сите, нели таа политика, и после сега ќе влеземе во Европска унија, значи мора европијанците, американците, НАТО, другите организации одлучиле Македонија да е независна и така да се протне од секоја цена во Европска унија. Јас мислам дека тие наративи се за лични интереси, особено за лично збогатување, бидејќи реално ако поставаме едно многу едноставно прашање, што би работеле овие политичарите денеска од тој што ги гледам во собрание? Каква квалификација би имала професионално да се најдат во една конкуренција? Артан Грудиш ми стана колега, професоре, и тој. Па добро, тоа го имаше наследено многу од тама тоа кога тој беше у власт. Јас мислам дека квалитетно да се конкурира најнормално. Мислам дека Артан Груби треба да се прашува пример кај докторира, зошто не го примале во правен факултет во Јустинан први кога конкурирал во Скопје за докторски студии. Така што јас мислам дека тие политичари им дошол крај, една за сегогаш ние треба да биме цврсти во составување и градење на институциите. Во моментот ние кога ќе ги вратиме институциите кај нормални луѓе, ќе владеат со институции, јас мислам дека ќе имаме многу нормална држава и тогаш ќе нема место за тие балкани политики, односно балкани политичари кои не му мислат доброто на државата. Добро, мощно интересно. Од вас, вашиот став околу изборите беше една
катастрофален пораз на СДС. Тука мислам дека беа поразени и Дуи, иако направија коалиција со турците, со бошњаците и со уште една коалиција, со кој беа, не мислам, ромите, да, направија коалиција. И сега, од друга страна, велат дека Влен или Вреди, дека него представуваат, застапуваат албанскиот народ или албанците во Република Македонија. Колку е тоа точно? Дали не Реално, биле, јас имам во моите повели? не биле легитимни овие што се сега во власта, нели, со ВМРО ДПМН? Легитимноста ја дава целиот народ во државата. Тие да сакат да се борат во тие таквите нивни калкулации што го има, немаше да идат заедно со другите политички партии кои им припаѓаат на другите заедници. Тогаш ќе се бореа само Дуи и ДПА, тука вклучувајќи и другите сателити што ги имаше Ахмети, односно неговите послушници, бидејќи реално сите тие во минатото успела да прават поделби кај народот, особено и за таквите ставови што вие ги одрековте порано против државата, така што јас мислам дека со составување на двата блока, особено составувањето на Влен, им донесе крај на таквите квази политики што ги правеше Дуи заедно со неговите сателити цел период, особено после 2002 година. Јас мислам дека ќе имаме една влада која е одлучена да ја гради државата, односно да ги гради институциите и да направи многу држава која ќе има силна внатрешна политика, силна економија и силна политика во смисла на социјалата, образованието и во другите полиња во живот кои се многу значајни кај бидејќи во сите средини во државата реално ги немаме истите проблеми. Некаде може да има проблеми со инфраструктурата, ама генерално не имаме проблеми со здравството, образованието и другите полиња кои цело време во овој период беа уништени. Но мислам дека Дуи повеќе се плаши од тоа дека им се ризикува во едни на таквите коалиции да не му дават резултати. Особено тие се плашат во локалните избори и тој наративот треба од секогаш треба да го продолжуват. Но нивниот наратив им беше да направат коалиција сега моментално со другите помални етнички заедници и да, ако им беше успешно, во еднина да може да прават коалиција со некоја поголема македонска политичка партија. Но потего што е направено од страна на ВМРО заедно со Влен, една за секогаш мислам дека ги имат направени тие политики на разочарување за Дуи и мислам дека на нив веќе тие треба сега понатаму треба да размислат како да настапат во избори, бидејќи и овој начин на обединување се против Влен, а особено тие сака да постигнат 20 кусур пратеници со цел да ја условат и ВМРО да ги земе ниво власт. Но мислам дека не само мислам, туку сум убеден дека многу вешто македонскиот народ размисли и му даде голема поддршка на ВМРО да не биде уцената и условена од страна на Дуи. Да, во право сте тука, веќе, како да кажам, бидејќи и јас сум дел од македонскиот народ, ние се осетивме многу понижени, деградирани, без достоинство, без дигнитет, да не можеме да кажеме дека сме македонци, да не смееме да кажеме Македонија. Дали, еве, сега... Па имаше едно чувство кога нереално се поделува власта, тоа нормално дека е така, бидејќи македонскиот народ веќе се чувствуваше дека државата не се води од нивната страна
бидејќи нереално, неконцептно се поделеше и државната власт. Јас мислам дека ние имаме еден устав кој е сменет во 2001 година, односно имаме нов договор, односно тогашниот договор што го имавме, рамковниот кој беше инкорпориран тие амандмани, веќе се загарантирана правата на сите заедници во државата и тоа автоматски подразбира дека и така треба да биде и под една државната власт. Но 2016, особено после 2020 година, ние имавме проблеми во смисла на поделување на, односно составување на влада и СДСМ од секоја цена сакаше да го турка мандатот до крај и правеше милион комбинаторики, се со цел продавање на свешта и во смисла на оставање на дел од власта кој реално им припаѓаше на македонскиот народ, да им го стапува на албанците или другите народи во државата. Иако можда формално право не беше проблематично, но во пракса беше проблематично, бидејќи треба да се рефлектира, односно да се настапува сите народи според тоа колку се запишане во нашата држава. Ние мислиме дека имавме и реално и против концептот на државата давање на институции на други да ги влијаат. Јас мислам дека една за секогаш треба да им даваме крај на овие поделби, особено во тоа како ќе се дели државната власт. Јас мислам дека државната власт треба да се подели врз основа на заслуги и тие институциите на државата треба да ги предводат пред се најквалитетните луѓе. Да, меѓутоа тука во прв ред беа националните македонски интереси. Името се промена, знаете, насилно со носење пратеници. На швейцарски начин, да. Со пратеници на швейцарски начин. Молам? Промена на името се направеше на швейцарски начин. Разбираш, швейцарски тоа во смисла дека со подкупување, притисоци и многу радовидни други калкулации, односно преговори што јавноста никогаш не ги знаеше. Јас во моите интервјуа што ги имав со тие личности што ги кажав и на некои дебатни емисии кога со редовно доаѓам, не сме се имале прилика да се запознаеме, скоро секоја година сум таму. Со отворена уста и од СДС и од ДУИ, па и друг дел на политичари или интелектуалци, професори, нас не нарекуваа северномакедонци или пак Северна Македонија. Кое е вашето видување? Го осеќате ли нашата болка дека ние сме понижени, прекрстени, деградирани и уште да бидеме па и со нашите луѓе кои живееме секојдневно, со нашите комши? Не. Македонија беше дел од Југославија како Република Македонија, па после независноста ја имавме, односно прогласи се независност во 1991 година како Република Македонија. Цел живот ние се градевме врз тој дух, така што а и македонците се чувствува како таков народ. Јас мислам дека меѓународната заедница требаше малце повеќе да не почитува во овоето. Мислам дека требаше малце повеќе да стои во нашата страна, но реално ние имавме противници не само од комшиите, односно од соседите кои ни правеа проблеми, особено в Грција во употребата на уставното име, туку и нашите внатрешни политичари, односно така накажане аналисти, креање на политики внатре од државата, на јавното размислување, кои реално беа против. И ден денеска кога ги гледаш истите, значи тие повеќе сакаат да го... Да, Алберт Муслиу, Зоран Ивановски, па овој Арсовски, тие беа секојдневно во фрижидерот беа, да отвориш фрижидер, не само на телевизија, истите личности. Па не се само тие, има многу повеќе, а и ден денеска и мислам дека СДСМ не извади поука од минатите избори, така што и ден денеска тие повеќе не нападнуваат во телевизија дека ние го прекршиме договор, предстојскиот договор, отколку што не нападнуваат во Грција. Така што јас мислам дека
тука имаме повеќе портпароли од грчката страна, отколку што Грција може да ги прати во нашата држава. Така што уште постои таа битка внатрешна кај македонскиот народ. Јас мислам дека македонскиот народ вешто играше на овои избори, јас мислам дека уште повешто треба да игра и во следните избори со цел да им докажува каде му е место на таквите луѓе кои градат такви политики кои се спротив интересите на народот и на државата. Пред се тоа е понижувачки, но јас мислам дека нашата држава војнина треба да се бори за името. Тоа не значи дека ние сме го изгубиле. Ако сме изгубиле една битка, не значи дека сме го изгубиле војната. Така што јас мислам дека војнина треба да биде во нашиот ген, за да мислиме дека државата е Република Македонија. За тоа да се направи, јас сметам дека мораме да имаме силни подкрепители и од албанското малцинство, од вас. Еве, например, не знам, вие сте сигурно свесни, ако не сте свесни, еве јас ви кажам. Вие како личност, Фаризи, господинот Фаризи, професорот Фаризи, вие се наметнавте кај македонскиот народ со вашите коректни ставови. Не дека ја браните нашата, ајде да кажам, условно македонската страна, меѓутоа вие многу коректно ги кажувавте од она јас што можев да гледам. Јас мислам нешто друго. Нашата битка да беше заедничка во преговорите. Јас мислам дека ние ќе успееме на многу подобар договор. Јас мислам дека во државата требаше да се спојат, да биде единети во два правца. Први требаше да биде обединети цела македонскиот народ во еден став, а дополнително да имавме ние консензус заедно со албанците, сите да бевме во еден став. Ако бевме ние во еден став, односно сите народи да ја правиме уставното име како Република Македонија, јас мислам дека не можеше Грција да не победува во тие преговорите. И самиот Ципрас, ако сте ги виделе неговите изјави, мислам дека пред 2 недели изјави дека да преговаравме денеска со Република Македонија и ние ќе имаме многу полош договор, односно за нив полош договор. Така што ние можда ќе требаше да чекаме во овие времења и да преговараме. Пошто генерално ние ако анализираме во последните 5 години ние од кога го променивме името, реално ние ништо не добивме, само губивме, протоне држава до криминал и корупција, така што ние само изгубивме, а реално ништо не добивме. Ни во внатрешната, па не во надворешната политика. Дури јас мислам дека промената на името ни праше поголем проблем, бидејќи ни отвори вториот спор, а тоа е спорот со Бугарија, кој може да биде многу ризичен за Република Македонија и македонскиот народ. Така, тој преврат, професоре, го видовме деновиве со обраќањето на премиерот Мицковски со името Македонија на самитот во НАТО, на еден светски настан, каде што имаше закани од Мицотакис дека ќе биде изложен и бомбардиран пред светот заради непочитување на Преспанскиот договор. Меѓутоа, слушнавме тоа што слушнавме. Кои се вашите позиции, вашите ставови? Како ја гледате сегашната позиција на владата на Република Македонија, предводена од Христијан Мицковски? Јас мислам дека новата влада многу добро позна, особено со најавата, односно промоција на проектот за ветеринарите, 500 милиони, па уште една друга инвестиција, околу 25 или 35 милиони евра, не се сеќавам добро кој беа. Па после укинување на економските директори, раст на пензиите, тие му беа едно од клучните односно делове на проект на платформата 1198, и тоа стана владина политика и промовирање на тие проекти се добри за почеток, бидејќи тие беа вклучени, односно промовиране и во време на кампањата. Тоа значи дека тоа што е ветено и после да го остварува. Особено враќање неговиот став, односно во САД кој беше, бидејќи во САД реално ние имавме за прв пат еден
премиер кој беше рамо до рамо со другите премиери од поголемите држави кои се дел од членката, особено истакнувањето и промовирањето на државата тамо како еден стабилен фактор во регионот, како една држава која сака да биде вратена во нормалното. Реално го промовиша борбата против криминалот и корупцијата, особено таму што се го бранеше уставното име, односно Република Македонија, тоа што не беше променето со Преспанскиот договор, бидејќи пред да оди таму, реално не имавме бурни реакции дека таму ќе ми прават проблеми, особено од страна на Мицотакис, дека таму ќе говори во собранието на НАТО против нас. Реално таму никој ништо не говореше, дури јас мислам дека имавме една многу добра средба со бугарскиот представник, кој даде многу позитивна изјава за градење на довербата помеѓу двете држави. Што рече, кажете за слушателите? Кажете вие, да не кажувам јас. Што рече Главчев? Па мислам дека бугарскиот представник кажа дека ние мора да одиме напред и државите треба да се градат на позитивната политика, односно на градење на соседски добри односи и пред се треба споредбите, односно препреките треба да се надминуваат. Тоа покажува дека Бугарија е спремна за преговори, но во позитивни насоки. Тоа е добар сигнал за нас дека имаме надеж ние бугарскиот спор да го решиме во наша полза, во смисла и државата да биде членка на Европската унија. Особено треба да Мицковски направи голем потез во САД, ако го не знам колку го имат следено нашите гледачи, дека тој цело време таму беше во контакт со нашата диаспора. Тоа покажува дека има грижа за македонците кои живеат надвор од границите на Република Македонија. И добро е што тие конекции ги користи во смисла ние сите да придонесеме, односно диаспората да придонесува во нашата држава. Јас мислам дека во таа насока ќе идат и албанските политички партии. Јас мислам дека извадија полка од страна на Мицковски, дека и представниците на ВЛЕМ треба да ги користат таа албанска диаспора во ниво на светот со цел тие да придонесуваат во Република Македонија, односно да ги користиме нив како луѓе кои може да придонесат во нашата. Јас мислам дека освен ние внатре во државата, јас мислам дека и албанската, македонската и другата диаспора од помалите етнички заедници треба да делуваме во заедништво за нашата татковина, односно Република Македонија. Да, тоа ќе зависи нормално, како што рековте, професор, од властите и нивниот интерес, колку ќе бидеме ние вклучени. Нивен интерес, тоа треба да му биде нивно залагување, бидејќи сите имаме одговорност кон нашата држава. Тоа не значи дека само едната страна треба да придонесува другата страна. Што во реално во минатото не беше само дека едната страна работеше во државата. Во минатото во последните 7 години двете заедно беа против државата, бидејќи под секоја цена сакаат да ја покрадат. Да, така што јас мислам дека едната страна веќе се знае дека ВМРО-ДПН стои цврсто кон нашата држава, кон нашиот народ. Јас мислам дека и албанската диаспора која е многу свесна, само што треба некој да ги поттикнува. И тоа треба да го прават особено политички партии кои имаат. Албанската диаспора е сосем од друг карактер, бидејќи тие се и од Република Македонија, а најмногу се од Косово, потоа и од Македонија. Што без разлика што албанската диаспора од многу држави, јас мислам дека тие треба да имаат по примерот на Албанија или по примерот на Косово, така што тие истите треба да придонесат во Република Македонија. Да, тоа мислам советот ваш е одличен. Јас се сложувам со тој совет дека иселениците кои сме ние надвор од Република Македонија, дека треба да бидеме вклучени во Веќе пред се тие се државјани на Република Македонија.
Да, И пред се, апсолутно. кога имаш државност, треба да имаш придобивки, но треба да имаш и одговорност. Одговорност, да. Ме интересира вашиот став, како ќе биде понатаму со судството, бидејќи кога владата побара промена на Советот на судството, нели таму е таа е главната карика на сите проблеми во Република Македонија. Подкупени суди, јавни обвинители, па и така натаму, не само во Скопје, меѓу и во помалите градови, насекаде се тие што крадеа, како вие што велите, слободно и се богатеа на големо, исто како Заев, така и Соровија, внукот на Али Ахмети, на 25 години човекот плаќа 25-30 милиони долари, купува во центар во Скопје толкава сума пари, а ни еден ден нема работа. Како ќе се справи со... дека треба да се направат големи реформи во делот на правосудниот систем, особено во обвинителството и во судството, бидејќи од реално луѓето им веруваат само 2%, а тоа е поразувачки за една демократска држава. И јас мислам дека ние треба да правиме арогантни драстични, посилни политики, да правиме буквално револуција, големи промени во тие институции со цел тие да се вратат институциите во нормално, односно да ја поделат правдата во државата, бидејќи тие беа подканчи на извршната власт. После да се меха странците, нормално дека тие имат друга политика, но јас секогаш сум кажал дека сите држави не се градени исти и политиките не треба да бидат исти. Ние треба да се прилагодиме во моменталната ситуација која сме во државата. И јас мислам дека треба да се прават клучни реформи во смисла судите да дават поголем отчет. Но пред се јас мислам дека судите треба да имат поголеми бенефиции, но треба да имат и поголема одговорност, односно да имат лекс специјалист за нив во смисла на нивната одговорност, ако во случај на нивната злоупотреба пред се, после треба ревизија на нивните предмети и така натаму. Така што мислам дека сме при крај, така што уште имам едно-две прашања имам околу амбасадите и околу коалицијата на ВМРО ДПМНЕ. Може да ги доставиш во едно прашање, па јас да ти одговарам. Да, сметате ли дека ќе издржи коалицијата ВМРО ДПМНЕ со Влен или пак еве под притисок на ДУИ Африм Гаши заклетвата ја даде на албански наместо на македонски спрема уставот и еве сега делегацијата што ја предводеше во Америка ја правеше спрема ДУИ и Али Ахмети дека демек не биле албанците застапени со процентот или пак како се викаше тоа што е во собранието Бадинтер и и балансерот. Да, и балансерот. Мислите дека ќе спрема друга работа, Бадинтер спрема друга работа. Јас мислам да еве однаш да одговорам дека ДУИ нема капацитет да им врши притисок на државата, бидејќи државата пред се треба да се владее врз основа на правилата, односно врз основа на уставот и законите. И јас мислам дека тука нема што ДУИ да придонесат тоа, односно тоа е име нивен трик со цел да ја држат во кондиција нивното членство, за да не бидат разочарани. Али Ахмети најави демонстрации и покотници во септември. Нека поминат први жешкото, па после нека дојде зимата, па ќе видиме што ќе се случува, но пред се јас мислам дека нивните членови треба да дават одговорност. Тој јас мислам дека ги поврзувал со отчетот, ги поврзува работите, бидејќи знае дека за кратко време ќе почне да функционираат институциите на државата и тие што правеле криминал, корупција и ги поправиле државата треба да и го злоупотреба пред се законот и во другите полини треба да дават одговорност. Јас мислам дека тој повеќе се плаши од тоа колку што им му е гале за неговите членови да бидат дел од власт. Добро, ви благодарам многу за вашите одговори, за вашите ставови. Се надевам дека и понатаму ќе имаме интервјуа, ќе се гледаме почесто.
и нормално дека ќе Ви имаме. благодарам многу за вашата покана. Се надевам дека гледачите и слушателите се задоволни, така што во иднина пак ќе се дружиме и ќе им Да, даваме нови информации, нови служувања во генерално во гледањето на политиката во нашата држава. Благодарам уште еднаш до вас и поздрав многу до гледачите и слушателите. Поздрав и до вас, пријатно да гледате.